Почитувани, СДСМ за само една година успеаја да ја презадолжат државата и тоа без да реализираат ниту еден капитален проект или инвестиција или пак да направат било што корисно за граѓаните. Според Министерството за финансии, бројките велат дека државниот долг на крајот на 2017 година изнесува безмалку 4 милиарди евра или она што е најважно, зголемење за 100 милиони, поточно 107 милиони евра од страна на СДСМ во однос на претходната 2016 година. Само со новите 100 милиони задолжувања можеше да се изградат 50 на училишта, 50 на градинки и 3 студентски дома или пак неколку клиники во неколку градови. Додека пак јавниот долг, според бројките на Министерството на крајот на 2017 година, изнесува ни повеќе, ни помалку, туку 4 милиарди 769 милиони евра, кој исто така е зголемен од страна на СДСМ во однос на 2016 година. Да, токму од СДСМ, кои велеа дека државата е презадолжена и дека е на работ на банкротот, а сега СДСМ ги презадолжува граѓаните. Да потенцираме дека во овие пресметки на Министерството за финансии не се вкалкулирани еврообврзницата од половина милиарда евра и двете задолжувања од околу 100 милиони евра, вкупно над 600 милиони евра, со што вкупно СДСМ за само 7 месеци ја задолжи државата над 750 милиони евра и веќе оди на кај милиарда. До крајот на 2018 вкупното задолжување од страна на СДСМ ќе изнесува над милиарда, со што уште веднаш го вклучува алармот дека оваа неспособна влада ни ја води државата кон пропаст. До сега, со над 700 милиони евра задолжување, немаат ниту еден капитален проект, ниту една инвестиција, ниту еден проект во образованието, армијата, полицијата или било кој друг сегмент во државата. Се фалат со проекти реализирани од ВМРО ДПМН или минорни донации од други држави. Жално, но реално. Неспособноста на СДСМ и личниот апетит за луксузирање ја донесе државата и граѓаните за само 8 месеци на работ на бездната. Никој во државата не го почувствува животот. Животот го почувствуваат само функционерите на СДСМ. На граѓаните воопшто не им е подобро, а државата не ни оди напред. Реалноста во нашата држава е тажна. Жално е што граѓаните, како и секој пат, повторно се изиграни, излажани и изманипулирани од страна на СДСМ. Ви благодарам.